Советот на Источниот плански регион денеска во Пробиштип ја одржа 7-та редовна седница, на која беа разгледани повеќе прашања од работата на општините, членки на регионот, како и програмата за периодот од 2014 до 2018 година. Градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски не го криеше задоволството пред новинарите да истакне дека ова е еден од најуспешните региони во државата, додавајќи: Сакам да одовде ја упатам пораката дека нашиот регион е еден од најнапредните региони во државата, дека сме пофалени како најуспешни во планирањето, во реализацијата на програмите и очекуваме дека ова ќе даде резултат како што дава и досега, да сепак се обрне малку поголемо внимание на истокот. Една од клучните точки на денешната седница на Советот за развој на Источниот плански регион беше усвојување на годишниот акционен план за 2014 година по основ на програмата за развој на планскиот регион 2009-2014, како и годишниот извештај за спроведување на програмата за развој во 2013 година. Тоа се наши законски обврски кои што Центарот мора да ги изработи, а Советот за развој на планскиот регион да ги усвои на база на заклучокот на Влада на Република Македонија под наслов 7 години неуспешна реализација на регионални депонии, односно воспоставување на системи за интегрално управување со цврст комунален отпад. Се одржа еден состанок работен во деловните простории на ЗЕЛС пред известно време, на кој што беа присутни председателите на советите на планските региони, директори на јавните предпријатија и председателите на меѓуопштинските одбори за управување со отпад. Ја мора да кажам дека нашиот регион, Источниот плански регион, заедно со Североисточниот, кои што се корисници на ИПА аранжманите, значи не се оде со концесија во воспоставување на ваков систем, како и Скопскиот плански регион се доста напред отидени во имплементацијата на овој проект.